Зголемени бројки, но без посериозна клиничка слика. Вака од прилика се оценува состојбата со COVID-19 во југоистокот. Искусниот епидемиолог Сашко Олумчев, кој изминатите години беше на првата линија во борбата со пандемијата во Гевгелиската општа болница, вели дека не се изненадени, туку во период по одмори ова е очекувано. Бројките се растат постојано, како што ги гледаме секојдневните извештаи, имаме една нагорна линија, тренд на покачување на бројките. Зошто е така? Затоа што тој се циркулира постојано, новиот сој, дали ќе биде пирола, дали ќе биде ерис или некој друг, не е толку битно. Битно е дека во моментот немаме некоја посериозна симптоматологија што се однесува до овие соеви. Имаме бројки затоа што почнаа да се тестираат пациентите, особено по враќањето од годишните одмори, така да очекуваме тој тренд да продолжи и понатаму, бидејќи сега ќе има се повеќе и повеќе тестирања поради појавата на почеста симптоматологија. За сега немаме некои посебни компликации што се однесува до тоа. За повозрасната популација, но и за оние со хронични болести можни се одредени компликации. Затоа се советува да се контролираат редовно, а особено ако почувствуваат поизразени симптоми. Меѓутоа, кај повозрасните и поризичните групи, очекуваме дека ќе имаме и веќе имаме спорадични случаи на долно-респираторни инфекции, кои мора да се лекуваат малку поинтензивно, така да сме во една состојба на постојан надзор што се однесува до овој вирус, се со цел да ги заштитиме ризичните групи и тие кои имаат коморбидитети и пропратни болести, како што се дијабетот, високиот крвен притисок, хроничната респираторна болест и така натаму, и ги следиме постојано, се со цел за да не ни се јават компликации кај тие ризични и ранливи групи на пациенти. Новите соеви на COVID-19 не би требало да предизвикуваат поголеми здравствени проблеми, но поради заштита од пренесување на вирусот, Комисијата за заразни болести препорачува носење на маски во здравствените установи.